Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска престојува и меѓу оризопроизводителите во општината Чешиново-Блешево. Повод за посетата се поплавените оризови полиња полни со род, како и надојдените реки Кочанска и Злетовска и попуштањето на така наречениот бугарски канал кај селото Спанчево. И можеме да констатираме дека повторно на овој дел кај што сме сега, се гледа дека земјоделците не може да пристапат до своите ниви. За таа цел, значи, сме тука заедно со министерот за транспорт да обезбедиме конкретно механизација која што е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба и нормално остануваат уште две места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. За таа цел сме тука, значи разговаравме повторно со земјоделците од аспект на проблемите кои што ги имаат сега со поплавите предизвикани на оризови, на нивните оризови ниви и да ја согледаме можноста од евентуално решавање на состојбата со механизација која што исто така треба да им биде од корист заради завршување на жетвените активности кои што се поврзани со прибирање на оризот од нивните ниви и нормално да видиме, да го разгледаме проблемот со откупот на оризот кој што се јавува на почетокот на предавањето на оризот на откупните предпријатија и јас се надевам дека ќе најдеме решение и земјоделците ќе бидат задоволни од тоа. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски по посетата на терен и со запознавањето на фактичката состојба не изјави. Денеска ќе ги посетиме сите места да видиме што можеме да санираме, што можеме да помогнеме. Јас со заменик министерот ќе гледам да обезбедам дополнителна механизација за потребите на земјоделците. Благодарност до сите граѓани што дојдоа денеска да разговараме, да видиме што се критичните места и очекувам дека во овој ден ќе најдеме дополнителна механизација да им помогнеме на луѓето, бидејќи во наредниот период следат и нови врнежи. Иако ние како влада доделивме нафта за сите општини во Република Македонија, станува збор за преку 700.000 литри нафта. Веќе општината ги има добиено нафтата и веднаш почнале со работа, но мораме поагилни да бидеме за да бидеме спремни за следниот период. Градоначалникот на општина Чешиново-Блешево Костадин Личков, кој ги придружуваше министерот Мисајловски и заменик министерот Костадиновски на терен, истакна дека најкритична е состојбата со пукањето на бугарскиот канал кај Спанчево и излијаните Кочанска река во Облешевско и Злетовска река кај селото Ларци. Во општината Чешиново-Блешево деновиве што ја зафати дождот имаме на повеќе места критични, вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Како што каже министерот, веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на дел од Уларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе оризовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат берикетот. Со ова излавање на министрите на самиот терен се надевам дека во најбрз може рок ќе излеземе на терен и ќе ги санираме сите потребни штети што ги имаме и се надевам дека земјоделците во најскоро време ќе почнат да се остваруваат жетвата и ќе завршат со жетвата да ја биде берикет на оваа година. Инаку подобрувањето на временските услови ќе овозможи повлекување на водата од оризиштата, но сепак ќе треба подолг временски период, нивите целосно да се исушат и да се собере родот.